Франција полека ги олабавува корона стегите, но проблемите допрва започнуваат. Барем за работниците на Рено, чии фабрики се уште докрај неотворени, повторно им се заканува затворање, овој пат заради финансиски причини. Имено за да ја преброди кризата, Рено побара 5 милиарди евра државен заем, за кој да може да го врати во наредните 3 години треба да заштеди 2 милиарди евра. А тоа добро знаеме се прави со отпуштање работници и затворање на фабрики. Оваа судбина се смета најизвестна за малата фабрика во Диел, каде се произведува Алпина А110. Низиниот опстанок и без корона кризата беше дискутабилен, бидејќи во овој спортски мал Рено досега нема продадено ни 7000 примероци. Поголема опасност представува планот за ставање клуч на фабриката во Флинс, која е најстара и најголема во групата. Таа веќе го загуби производството на Клио, кое е преселено во Словенија и Турција, а во моментов, место електричниот Зои и Нисан Микра, таму се прават заштитни маски. Слична судбина им престои на уште 2 други фабрики во кои се произведуваат компоненти. Паралелно ќе се крати и гамата во која во иднина ќе нема место за помалку профитабилните модели како што се Сеник, Еспас, Талисман и Колеос. Но на списокот за принудно пензионирање се најде и Меган, за кој се кројат планови да биде заменет со кросовер заеднички направен со Мицубиши. Колку и да звучи ова драстично, сепак треба да се знае дека ако не успее да се извлече од кризата, на Рено му се заканува национализација. Неговите акции од нова година наваму паднаа за 60% и вредноста на компанијата сега изнесува скоро колку кредитот што го бара. А за да го добие, државата, која е собственик на 15%, го условува не само да ги задржи фабриките, туку и во нив да произведува повеќе технички напредни и електрични возила, за што повторно се потребни многу пари.